Јас искрено не знам како воопшто утрово имаат успеано да се разбудат со желба да продолжат да живеат трансродовите луѓе после вчерашните реакции. Вчерашните реакции покажаа не само што ние сме општество кое што е полно со омраза, со предрасуди, со целосно непознавање на проблематиката, кое што има какво и да било отсуство на чувство за солидарност со најранливите, со најисклучените. Не се прашува како им е на тие луѓе. Туку тие луѓе денеска стварно не знам да ви кажам како се будат. Со тоа што го имаат вчера проживеано и прочитано, што беше напишано на нивна сметка од луѓе кои што еднаш во животот не разговарале со нив и не ги прашале како се чувствуваат. Јас не посакувам на никој да се најде во нивна кожа и да го проживее тоа што вчера овие лица го проживеаја. Доволно е само да го отворите тој мизерен статус на човек кој што пијан удри со кола девојче и цела јавност молчеше, Драган Спасов Дац, а вчера дава такви статуси и невкусни шеги на кои што за неполни 7 часа имате 8000 лајка и над 1000 споделувања на истиот статус и серија коментари полни со говор на омраза. Јас стварно не можам ни да замислам како моите пријатели, моите браке и сестри трансродови лица денеска се чувствуваат после тоа што го прочитаа на социјалните мрежи за нив. Тоа се луѓе кои што секојдневно, буквално верувајте ми, сме правеле серија истражувања. Секојдневно сме во комуникација со овие лица. Тоа се луѓе кои што секој ден, секој од нив има проживеано серија на искуства на насилство. Физичко насилство буквално нема нити едно транс лице кое што нема проживеано. Од полесни до најбрутални физички насилства. Секојдневно се исмевани, девалвирани во јавни институции. За сите услуги што ги бараат во јавноста. На улици се соочуваат со довикувања и навреди. Се плашат да се движат слободно по улиците, бидејќи некој ги препознае, ќе ги нападне, ќе довикува или ќе ги навредува. Ги напуштаат семејствата. Дали ова е можеби собирање на одреден политички поен на сметка на трансродовите лица? Искрено. Па јас не мислам дека ќе собере министерот политички поени во држава која што е така трансфобична. Ради тоа сметам дека иницијално е храбар чекорот. Меѓутоа, кажувам, мора внимателно со изјави и со носење на одлуки. Бидејќи, како што кажувате, денеска оние кои што ги сносат последиците за тоа се трансродовите луѓе. Меѓутоа и министерот вида че не остана на изјавата, туку ја повлече. Уште една манипулација или како да го сметам? Тоа беше неумесна реакција и паење на притисок од јавноста, која што мислам дека ќе треба министерството да ја коригира.